Почитувани пријатели, добро вечер. Добро дојдовте на YouTube каналот Доверливо со Насер Салмани. Вечерва ни гостува Александар Кржаловски, директор на Македонски центар за меѓународна соработка. Господин Кржаловски, добро вечер. Добро вечер. Благодарам што прифатив се разговор. Благодарам за поканата. На почеток сакам да ве прашам за во јавноста често се шпекулира за односите меѓу Македонија и Србија. Вие како ги оценувате денеска македонско-српските односи? Дали тие навистина се стратешки или зад политичката блискост постојат и несогласувања? Па, веројатно е мултидимензионално прашањето и не може едноставно да се одговори, бидејќи се работи за врски и историски и политички и меѓу граѓаните и под влијание на односи со другите заедници како албанската, па и на историското минато од Босна и слично, понатаму како се развивало во овие години на транзиција или на независност на Македонија, плюс зголемено со ситуацијата со Бугарија сега, во која се наоѓаме ние како држава, спречени на патот за Европска унија. И сето тоа влијае на односите и со Србија како држава. Би рекол дека се генерално добри односите и би рекол дека се традиционално добри уште од времето на Југославија, но не сум многу симпатизер, да речем, на онаа фраза српски свет, бидејќи мислам дека ствари се полоши отколку што беа во времето на Заев, кога со Отворен Балкан доста поактивно изгледаше таа соработка меѓу двете држави и вклучително со Албанија, со Еди Рама во тој контекст. Некако, барем на тој поглед, каде што тие три земји соработува поинтензивно, сега не гледаме таа динамика, ниту па некоја зголемена динамика на билатерални односи меѓу Македонија и Србија, кои би го оправдале тој епитет или да не речем стравке некој од така наречен српски свет. Зошто во јавноста постои таа перцепција дека односите се поблиску во споредба со претходната влада? Што стои зад тоа, економски интереси, политички прагматизам или заеднички регионални интереси на двете земји? Има пренагласено внимание на таа фраза српски свет, која не гледам дека има подкрепа во некој ko zna kakvi подобрени односи или зголемени. Јас не сум проверувал дали се должи, дали воопште подобрена соработката во смисла на економија, ама не гледам дека се истакнува тоа како ново настаната ситуација, дека се нешто повеќе и економски соработуваме или слично, а за политички реков дека сметам дека е намален интензитетот, да не зголемен, така да не мислам дека таа фраза соодветствува со реалната ситуација. Сега прашање зошто се креира таа перцепција и од кого. Очигледно е да се нагласи или да се спречи понатамошно подобрување на тие односи, да речем, или зголемена блискост на штета на некои други односи, но не гледам дека има значително зближување со барем на политичко ниво. Дали има српско политичко и медиумско влијание кај нас? Дали тоа влијание се зголемува? Пак не би го нарекол српско, таму повеќе беше руското. Преку српското беше карактеристично во одреден период руското влијание, некако и тоа како да е спласнато во последниве 2-3 години. Не велам дека има нешто врска со која влада раководи во Македонија. Некако постепено е тоа опаѓање. Дали и кај нас е некој замор од војната во Украина да се следи со толкав интензитет како што беше во првата година, дали од таму, занимавајќи се едни со други, украинците и русите во војната, помалку се обраќа внимание на овој дел тука, но мојот впечаток е дека е намален тој интензитет на руско влијание. Веројатно има и мерки кои се преземени, ние од што следавме, имаше некои
организации кои ние како МЦМС преку разни програми ги поддржавме за борба со дезинформација, особено што дајат од Русија, така да неколку организации работеа на тоа и верувам дека и тоа имало ефект во намалување на тоа влијание. Како ја коментирате загриженоста на Европската унија за малигно влијание на српски свет, кој може да ги загрози, ова е интересно, суверенитетот на државата, општествената кохезија и регионалната стабилност. Верувате дека Европската унија до толку е неинформирана дека дава ваква оценка неиздржана? Тоа претпоставам од извештајот на Томас Вајц или во Европскиот парламент, да, ја лично имам разговарано со пратеникот Вајц. И тој ги прави си да тие консултации во текот на целата година и се среќава со многу луѓе. Очигледно дека ова се појавило во повеќе од едно такво интервју за српскиот свет, за да најде место во неговиот извештај, но јас знаем и динамиката во Европскиот парламент. Например, тој предложи да се во извештајот да стои амандман за проверка дали протоколот 2 е дел од преговарачката рамка или не, но пратениците го одбија тој амандман, така да е прашање исто на политичка дискусија во самиот Европски парламент што ќе стои во извештајот, што нема да стои. За ова со српскиот свет немало посебна дискусија или опозиција за да остане во извештајот, ама за некои работи што за сега некои конкретни земји како Бугарија во случајот го исфрлија тоа од извештајот, иако тој го констатираше како ситуација дека е проблем кој повеќе луѓе во Македонија го кажале, но ете не стигна во извештајот. Така да има разни динамики и во Европската унија и во конкретните институции, како комисијата, како парламентот и слично. Ме потикнавте на пред гласање, не знам дали се сеќавате, се обидувам да ги следам тираот. Пред гласањето за тој амандман, пред бугарската амбасада се запалија 2 возила. Дали во Македонија постои тој дискурс дека секогаш некој друг, дали ние со нашето несовесно однесување придонесуваме за тоа што се случува? Се си има влијание, прашање е колку, не верувам дека палењето на колите кој чин на индивидуалец влијаеше на амандманот, влијае се како на регистрација на односите како Бугарија ќе се однесува кон нас и обратно. Но исто така и тие реакции се предизвикани од некои дејства и спречување на патот на Македонија кон него од страна на Бугарија и целосно тој однос на негирање на идентитетот и јазикот. Инцидентот пред бугарска амбасада сметате како изолиран. Меѓутоа, претходно мејнстрим медиумите истерија крена дека колите непрописно биле паркирани, имаше и друг инцидент. Дали сериозна држава, кога има таква, макар и да биде погрешна перцепција, не презема мерки за да не се случат работи кои што можат да го загрозат нејзиниот имидж пред светот? Па веројатно требало повеќе да се направи, не знам како точно функционира, сум поминал таму и знам како е и претпоставам дека е тоа регулирано како за секоја амбасада. Ние например работиме доста со швајцарската и си има обележано точно 3 паркинг места пред амбасадата на Максим Горки од центар улицата и така е веројатно за сите, така да сум сигурен дека тоа што така биле паркирани е дозволено од државата и си е регулирано зошто и како таму и мислам дека има и ознаки дека се тоа паркинг места за бугарската амбасада. Генерално некои амбасади, баш ја спомнам швајцарската, нема обезбедување тука, ама сум гледал некои или за резиденција си има наш полициски службеник кој ги обезбедува амбасадата. Се порано повидливо беше тоа, се помалку се гледа, не знам кои се протоколите и правилата, но да, со оглед на сензитивноста во овој период, веројатно требаше повеќе да се направи за заштита на бугарската амбасада и да има барем еден полициски службеник постојано како чуварска служба, така да речем. Може ли добрите односи со Србија да загрозат европската интеграција на Македонија или напротив Белград може да биде
партнер во процес? Секако се можни и едното и другото. Не би рекол дека премногу може да влие односот на Европската унија со Србија на другите. Го гледаме тоа на случајот со Црна Гора, каде што баш Фредерик Мерц, германскиот канцелар, имаше изјава буквално дека не може ситуациите во Србија да влијаат на патот на Црна Гора кон Европската унија. Не знам дури на што мислеше таму, бидејќи пат тие односи се уште поблиски и поиспреплетени. Ја мислам 40 до 45% од населението во Црна Гора се изјаснува како српско, така да и у владата има повеќе министри срби и коалицијата е, мислам, од партија која е прилично блиска со Србија. Ама имаат консензус за Европската унија. Да. Тоа е поентата, викам, дека ако е тоа патот, сите сме на тоа и се што треба ќе се направи, ама сите заедно ќе го направиме. Ако се направат како што се направија на два пати пукнатини во таа одлука, нормално дека другите ќе ги искористат, дали тоа е. Верувам дека сте сведок на ставови во јавноста дека усвари Белград не би дозволил Македонија пред нив да стане членка на Европската. Мислам дека не се прашува Белград за тоа. И генерално нема како да го спречи, пак ќе речем, ако ние знаеме што сакаме и сме определени тоа да го направиме по секоја цена, условно речено, односно да каква и да е цената, очигледно има страв и тој се базира на стравот на граѓаните, нека партиите на власт што се сега, но има страв од понатамошни блокирања, дека пак нешто ќе попуштиме, пак нешто ќе поверат, пак ќе треба исто да го поминуваме. И сега сме заврзани во тој чвор. Ама ако решиме, окей, и дури ВМРО ДПМН го кажува, тоа не се они против уставните, против влизот впишувањето на бугарите во уставот, како содржина на амандманот. Против се процесот тоа да се прави со притисок и тоа да биде услов. Ама сите земји под притисок работат кога се... Ама јасно, да, ама прашање и се испостави дека тие се точно. Ние кога правевме анкети за блокадата од Грција, пред многу 4 пати правевме огромни анкети од 2010 до некаде кај Преспанскиот договор 2018. И многу се темелни тие анкети. На крај, меѓу последните прашања од кои ќе се исцрпени, или ако мора да смениме, какво да биде името, сите тие опции испрашани, на крај беше што е стравот ако го прифатиме промената на името во тој случај. И кај доминантно беше дека тоа нема да е последно. Дека у тој случај повеќето велеа дека Грција ќе направи нешто друго, ново вето ќе стави. Се испостави дека не е Грција, ама дека беше оправдан стравот, дека нешто друго ќе се случи. Дека прво Франција, па сега Бугарија, понатаму не знаеме, секој може, нели? Мојата кладба беше дека Холандија ќе стави следно вето заради корупцијата во државата, сосема можно. Така да тој страв постои и колку се покаже дека е оправдан, колку тоа треба да нас спречи за да го блокираме, јас исто така сметам дека времето не работи во наша полза и дека ова се 4 изгубени години, ние не мрднавме чекор кон Европската унија и мора да најдеме решение и мора владата да и тоа е чудно, се одразува и на начинот како ние се однесуваме внатре. Стануваме по-неодговорни, се случија разни несреќи кои што дека патот кон него фактички те држи во некоја кондиција да. Се слага. Велите дека перцепцијата за српски свет малку е засилена, меѓутоа како го гледате вие, како вие го коментирате инсистирањето на Мицкоски да го задржи во владата Стојковиќ, еден отворен експонент на српски свет и представник на партија која има директни врски со Путин? Дали со тоа ние ја создаваме таа перцепција? Има влијание на тоа. Сега прашање, ја не следев дали тоа беше пред 10 дел од коалицијата, пред изборите или настапот. После. Веројатно сте во право дека придонесува
тоа, дури промената на министерувањето на некој начин, дури како напредување може да се свати овој трансфер во локална самоуправа. Така да, би се согласил дека тоа влијае на засилување на таа перцепција, но пак од друга страна е еден министер од сите над 20 што се тамо и не би го гледал дека со тоа се поттикнува. Пак ќе го споредам тоа со Отворен Балкан, кој мислам дека се потопи како иницијатива. Не гледам ништо да се случува. Се повлече Албанија. Ама не продолжи Македонија и Србија и дури формално да не се откажани, не се случува ништо на тој поглед, што во многу поголема мерка ги држаше односите блиски меѓу Македонија и Србија. Затоа што овде се обидува да се спинува таа приказна дека Стојлковиќ е представник на србите. Никој не е против србите да имаат представник во владата. И тоа зашто баш Стојлковиќ? Тоа е таа се политичките констелации, некој други ќе речат зошто волен не се представници на албанците, не дојде. Не, конотацијата е друга овде, затоа што може треба да имаме предвид дека ние сме членка на НАТО. Во влада се носат и сензитивни одлуки, документи. Тој човек има легално право да ги поседува тие информации. Која е гаранцијата дека тие информации Стојлковиќ нема да ги ширува со Руската Федерација? Не велам дека Руска Федерација нема начин на друг начин да ги добие тие. Меѓутоа ова е официјален начин. Не можете да му спречите. Пак би рекла пренагласно секако кој што рековте. Руската страна ќе си најде начин да ги добие голем дел. Дури не знам ни дали има безбедносно сертификат, бидејќи сепак не е безбедносно министерство ни еднова што беше претходно нити ова. Ама расправите во владата? Прашање што тоа се дискутира и во кој круг. Значи, претпоставам работите поврзани со одлуките за поддршка на Украина, пошто ние и оружје имаме праќано, нели, и друга поддршка, е прашање дали се носат на ниво на влада или на помал круг на министри и премиер од безбедносниот сектор, внатрешни работи, одбрана и слично. Сега не можам да коментирам, пошто не знам точно како функционира тоа, но не сите министри имаат безбедносен сертификат и претпоставам дека и Стојлковиќ нема. Како треба да се чита позицијата на Србија во однос на Европската Унија? Дали Белград навистина сака членство или се обидува да одржува балансирана политика помеѓу ЕУ, Русија и Кина? Пак не сум некој експерт за Србија, од она што следам од нашите балкански врски, бидејќи имаме пријателски организации, партнерски организации во сите држави од западниот, од целиот Балкан, не само од западниот, би рекол дека прво доминантното мнение во Србија кај граѓаните е членство во ЕУ. Би рекол дури дека и кај владеачката структура на Вучич од СНС, која веќе долго го е владеачка тамо од 2012 е на таа линија да кон членство кон ЕУ, не кон НАТО, бидејќи се различни работи, или ние сме различни, сме членки на НАТО, не сме во ЕУ, иако би преферирале да е обратно. Кај нив мислам дека има јасен став дека не е, и мислам дека нема од тоа партнерство што беше некоја во времето на Тадич и Џинџич, дека скоро ништо не се случува на воена соработка, иако не е скроз исклучена, е посебно поврзана со Америка, дека у таа смисла се прават чекори и Србија генерално ги прави реформите. Знам, бидејќи сме работеле на некои работи што се однесуваат на граѓанско општество, и знам дека ги носат законите и формира и стратегија за соработка со граѓанско општество, совет за соработка. Значи, тие што поблиско ги пратиме, значи се усогласуваат полека постепено со Европската Унија, така да има придвижување. Дали е тоа искрено или прикриено, не можем да проценам соодветно, но веројатно впечатокот дека има такви задршки е блиските односи со Русија и со Кина,
кои мислам дека исто така се дел од стратегијата или стратешкото позиционирање на Србија во светот. На некој начин би поедноставил дека мислам дека Вучич се гледа во улогата на Тито, на еднаква соработка со Истокот и со Западот во тоа време. Во овој случај слична соработка и со Америка, и со Европска унија, и со Русија, и со Кина, на некој начин да држи да зголеми важноста на државата во овој простор геополитички, така да речеме, и да држи балансирано влијание и на едните и на другите. Не верувам дека тоа кој знае колку го наштетува патот на Србија кон ЕУ, бидејќи Русија генерално не е против дури ни Украина да биде членка на ЕУ, против да биде во НАТО. Така да не верувам дека Русија прави кој знае какви обструкции на Србија за членство во Европската унија. Ако добро ми држи памтењето, последното мерење на јавното мнение, под 40% од српските граѓани се за Европската унија. Поддршката е патната под 40, не над 50. Што впрочем е ситуација во барем пола од европските земји, членките на ЕУ, бидејќи генерално паѓата и со јакнењето на европската крајна десница, тоа се повеќе се поместува. И генерално може да биде проблем од друга природа за нашиот пат, вклучително и за Црна Гора, бидејќи дури да има сега консензуси да се, што мислам ќе се постигне во Европскиот совет за затварање на преговорите со Црна Гора, подпишување на договорот за членство, ама потоа иде ратификација во сите земји, а некаде треба и референдуми во Франција и Холандија. И мислам дека таму се уште мнозинското мислење е против нови членки и дека тоа може да го наруши патот на Црна Гора, иако Црна Гора е мала и можеби тоа ќе помине и кај французите и кај холандјаните. Но генерално тоа мислење и во Европа е за самата Европска унија се намалува, да речам, консензусот, односно мнозинската поддршка во сите земји. Меѓутоа, политиката за проширување ја не сум приметил дека во некоја земја членка на Европската унија се оспорува тоа. Да, засилена е поддршката, значи зголемена е сега, особено со геополитичките случувања во Украина, но во неколку земји се исто е малцинска како што велите во Србија, но исто така и поддршката за самата Европска унија во некои земји е малцинска, не е мнозинска во членките, во земјите членки. Значи некои земји сакаат, има тенденција да излезат од Европската унија, нели како што се викаше кај Брексит, се после имаше Грексит, па Нексит, па Дексит, значи. Ама некој не се одлучува тоа да го. Да, нормално дека за сега сепак предностите на заедништвото и пак ќе го поврзам со моите одговори за консензусот. Значи, веројатно Британија разбра до сега, а бројките тоа го покажуваат дека внатре беше подобро отколку сами надвор. И се додека си дел од една поголема целина и има кохезија, таа целина е генерално подобро за сите што се внатре. Дури и за големите земји. Апсолутно. Иако се нето плаќачи во ова, но има големи бенефици и за нив, проширување на пазарите и слично други бенефици. Каква е улогата на Русија во односите меѓу Србија и Северна Македонија? Дали преку Белград, Москва индиректно го зголемува своето влијание кај нас? Посебно би рекол преку црквата. Генерално, да, патот е тој главно преку Србија, но за разлика од огромното влијание на Русија во Србија, вклучително кон граѓаните и преку медиуми, преку црква и преку историски наративи, кај нас мислам дека е тоа минимално, дури и беззначајно. Ние немаме брзо правено истражување, но колеги од СМС учествуваа пред 7-8 години во балканско истражување водено од бугарска организација, за која има цела серија, се вика Кремлин Playbook,
да ги демистифицира сите тие начини на кои Русија влијае и економски, и политички, и медиумски на Балканот, и таа е многу позната серија во Европска унија. Постојано, например, последно дека издадоа цел извештај колку руска нафта стигнала во Европска унија покрај сите санкции и блокади. И испадна дека дупло повеќе стигнало во време на војната отколку претходно. Исто пари се потрошиле, пошто, како се вика, заради цената на нафтата, но преку Турција, преку Грција, претоварање од танкери едно други, се нашло пак Европската унија ја платила таа нафта руска. Така да, а кај нас, кога го правевме тоа, влијанието беше помало од 3%. И главно беше економско преку Лукойл, Газпром, нафта, гасовод, нели, што земавме од преку Бугарија од руска нафта и газ. Така да, генерално... Преку МПЦ не гледате? Па не премногу, не видливо или е изолирано некои од владиците кои се поприемчиви, така да речем, кон таа страна, но мислам дека има доволно и дури повеќе. Имаше и средба со поглавар од рускиот амбасадор. И за чудо немаше информации во медиумите. Добро, не би рекол дека тоа нешто чудно, да нема причина да не се среќаваат луѓе да разговарат, особено со таква некоја историја на плюс МПЦ си има свој проблем, односно ние имаме како држава со признавањето на црквата, не е само за државата, нели Има некоја промена, например, претходно кога рускиот амбасадор организираше приеми, одеше владиката Петар. Сега гледам одат заедно и господинот Стефан и владиката Петар. Не сум забележал, немам повеќе информации за тоа, ама не огланкава нешто многу чудно или страшно, бидејќи има, нели, историја од Кирил и Методи навака, генерално многу од соработката или од јазикот, развојот на кирилицата на јазиците на словените одело преку црковни канали, така да таа е долга историја и врски со векови кои нема да исчезнат туку така, зашто имало војна Русија и Украина. А може ли Србија да биде мост меѓу Северна Македонија и Русија, или тоа би било спротивно на стратешката ориентација на земјата кон НАТО и ЕУ? Па не гледам посебна причина за... Ја генерално сум против дистанцирање од безоглед кои се причините, ама не гледам па причина за поголема соработка од таа што има или поголема близост, особено во вакви услови како што се сега, и тоа се манифестира. Не гледам дека последна битна работа веројатно беше договорот уште во времето на Груевски Ставровски што го направи со Руската Федерација за расчистување на долгот од времето на Југославија. Од 60 милиони мислам дека беше долари. И се договори, нели, гасовод да се направи дел од гасоводот, и мислам дека тоа се направи од Куманово до термоцентралата во Неготино. И со тоа на некој начин се салдира односите на бившите, нели, Советскиот сојуз и Југославија во делот на Македонија. И од тогаш не гледам нека било каква битна соработка Македонија и Русија. Пак ќе речам, не сум приврзаник да скроз се прекинат односите со било кој, бидејќи гледаме Америка Трамп си разговара со Русија и со Путин на месечна основа, што се вика, која не убедува Кина дека е лоша. Германија, Меркел подпишуваше огромни договори со Кина за Siemens и за нивните фабрики да имаат економска соработка, така да и ден денес пола од земјите од Европската унија имаат директни врски со Кина, иако не плашат нас какво било влијанието на Кина или на Русија, економските врски си функционираат и не гледам зашто и ние да бидеме изолирани од тоа, кога многу поголемите членки најнормално си функционираат. Нормално треба да следиме политиката и ја следиме 100% на дорешната политика на Европската унија, додека е таква ситуацијата во Русија и во
Украина со војната нема потреба ние да ги подобруваме односите со Русија. Но тоа ќе се заврши. Веројатно воздржаноста во однос на Русија и Кина е дека, пошто Германија може да има економски односи, ама тие односи нема да влијат на одлуките што ги носи германската влада. Веројатно стравот е во тоа што капацитетот колку ние сме отпорни да тоа економско влијание да не влие на начинот какви одлуки носиме како земја. Пак ќе речем, бидејќи и тогаш беше помалку од 3%, сега е веројатно и уште смалено, бидејќи буквално не гледам ништо да се случува на тој план, а од друга страна прашање зошто се уште се пролонгира. Има 21 пакет мерки усвои Европската унија против Русија, така? А војната се уште трае 5-та година на таа. Санкциите требаше да ја онеспособат Русија да војува во Украина, а тоа не се случува. Зошто? Затоа што, она што го кажав претходно, и покрај сите санкции, голем дел од тие европски пари завршуваат во руските... И тоа тие санкции сериозно ја погодуваат? Па не гледам дека погодуваат. Војнава си трае и секој ден се бомбардира. Русија од Украина. Извозник на нафта станува увозник на нафта. Тука е главната улога се тука дроновите на Украина кои ги нападна конечно рафинериите руски и онеспособија производството. Затоа е таква сегашната ситуација, а не санкциите кои Европската унија ги наметна. И пак ќе го споменам тој извештај на Центарот за проучување на демократијата од Бугарија, нивниот Кремлин плейбук, дека огромен дел од руската нафта е всушност продадена во Европската унија. Тој мислам, точно дури се најдени точно кои танкери, во кој процент која земја учествувала, дека од Турција во Грција се претоварале и завршувале во Европската унија. Така да. Меѓутоа имаше и обратни информации дека војските на западни земји блокира некои руски тоа сега прво Америка го направи тоа минатата година брзо после Трамп, кога беат и во Венецуела, тоа беше еден или два брода руски, и сега имаме еден случај италијански, француски и британски. Да, запрат пак еден руски, тоа е минимално. Значи, да, се случи, но е минорно во обратот на таа, како ја викат, shadow fleet на флотата во сенка на Русија. На крај, што е најголемиот интерес на Србија во Северна Македонија? Да ние сме како стабилен сосед, затоа што секој би сакал да на граница да нема проблематичен сосед, економски партнер или политичко влијание? Ова политичко влијание го истакнувам затоа што во Македонија СДСМ и ВМРО постојано се обвинуваат дека Заев или Мицковски се полени на Вучич. Пак се враќаме на тоа од почетокот, да кој прави тие приказни перцепции што се создаваат и колку е тоа базирано на реални параметри. Да, би се согласил. Дури мислам дека она што го реков дека во времето на Заев поблиски беа односите, особено со Отворен Балкан, не го сметам за лошо. Зашто да нема подобри односи со било кој, со сега, односно со сите соседи. И мислам дека тоа многу добро функционираше во времето на Заев, Вучич и Рама со Отворен Балкан, односно видлива беше таа соработка и отвореност големена за тој Отворен Балкан. Сега би рекол не сме на тоа ниво, за жал. И не треба да е само врзано. Дали има повеќе реторика дека имаме добри односи со Србија? Да. Дури на некој начин правење, мислам дека целта е правење страв, дека што сега се зближуваме со Србија. Ама таа перцепција создава и владата. Па сега секој со своето действување. И сосем на крај, дали Македонија денес има политика кон Србија што е во сопствен национален интерес, пошто постојано треба да не загрижува или постепено се приближува кон политиката на Белград. Затоа што ќе ве потсетам пак на укажувањето на Европската унија, суверенитетот на земјата.
Па во духот на целото интервју, иако премногу внимание посветивме на Србија, мислам дека не заслужува толку внимание, бидејќи не сметам дека дека има кој знае какви подобрени односи, второ дека е пренагласено тоа со српскиот свет. Во секој случај треба да имаме блиски односи со сите соседи и добра соработка, особено тие што се на патот кон Европска унија, вклучително и членките Бугарија и Грција. Мислам дека недоволно правиме како држава за подобрување постојано и поинтензивно на сите тие односи, па ќе речем особено со Бугарија и Грција и у случајов мора да направиме повеќе за тие односи со Бугарија. Не гледам дека кој знае како дека нешто доминира односот со Србија ниту во действувањето на владата, ниту во поширокиот контекст на економска соработка. А мислам дека дури треба да и подобра и со Србија, особено со Албанија, бидејќи нели сме на ист пат за Европската унија. Така да би рекол дека не гледам толку проблем во тоа, ниту па сметам дека има колку што се нагласува. Еве уште еден аргумент и сме на крај на разговорот. На кого служат пораките на српски функционери кои доаѓаат тука, слават српски битки и велат дека Македонија, дека ослободеле Македонија, дека Македонија е српска земја? Од битката во Куманово, Брегалница и така натаму, каде што учествува и почесна гарда од македонската армија. Па такви прослави чинам има веќе повеќе години и не е само на српски представници. Мислам дека имаше бугарски представници, па имаше инцидент со европратеникот Ковачев која не го пуштија на граница да дојде, ама имаше прослава. Сега ве гледаме Грција се отвара со дека ќе можеме и грчки пасоши за тие што биле со потекло од таму, иако тоа... За вас не е проблематично српски министер да рече дека Македонија е јужна бановина? Би требало да е за нас сега го е проблематична таа изјава, но например гледаме скоро сите бугарски политичари даваат изјави дека ние сме бугарски народ. Дека сме не сите, не би рекол сите, таа крајна десница или таа проруска. Тие се прилично отворени, но таму е таков консензус. Дури и мислењето на граѓаните е доминантно. Над 75% граѓаните во Бугарија сметаат така. И за мене е тоа многу поголем проблем него еден српски министер што ќе каже. И додека него мислам, во рета таква е ситуација, да се не треба да прифатиме таа реалност и треба да затоа викам. Јута, во бугарските прослави ние не праќаме почесна гарда да. Добро. А во српските има, кај што не навредуваат како држава и народ. Мислам дека ако ги земеме сите случаи и дека ова ќе биде тотално минорен во однос на тоа, вклучително и од Албанија и од Грција провокации што сме имале низ годинива, така да не би се согласил дека е нешто драматично таа ситуација. Господин Кажаловски, благодарам на разговорот. Благодарам. Почитувани пријатели, следевте разговор со директорот на МЦМС Александар Кажаловски. Зборевме за македонско-српските односи, како тие се рефлектираат во регионот, нашата перспектива кон Европската унија и секако странското малигно влијание од Русија. Благодарам за вниманието, се гледаме следниот понеделник. Пријатна вечер. Стиснете лайк, шерувајте и обавезно коментирајте за овие важни содржини да стигнат до повеќе граѓани во земјата.